prepoznava, zaboravena i skrijena obrana. Вака започна промоцијата на третиот албум на веќе покажаните и докажани High Control. Го насловија спомени за да остане за секогаш сеќавањето на 10 песни кои се најдоа на него. Промоцијата беше пред верната тетовска публика по 3 години напорна работа. Песните што се издадени, значи има неколку издадени. Тие што се издадени се прифатени солидно. Например, може да ви кажам дека тука за тебе има отприлика околу 120.000 гледаност на YouTube. Тоа е една добра солидна бројка. Другите имаат по 20.000 и нешто така. Значи добро се прифатени. Знам дека се вртат дефинитивно по радиостаниците. И очекувам дека и ова ќе биде исто така, значи еден голем дел од останатите песни исто така ќе бидат добро прифатени. Пред себе мислам дека заради тоа што претходните два беа на англиски јазик, албумите, ово е на македонски, мислам дека многу полесно е за восприемање кај слушателите. Релативно сме задоволни, меѓутоа мислиме дека имаме потенцијал за многу повеќе, а тоа со тоа ќе докажеме со понатамошната работа на 4, 5 и 6 албум. За High Control ако пребарате на интернет можете да прочитате дека се тетовските амбасадори. Нивните песни ќе ги слушнете на престижни фестивали и настани на секаде низ Балканот. Но сепак, место за промоција на ваков вид музика останува се помалку, смета вокалот Роберт Матовски. Бендовите кои што се ентузијасти. Голем проблем затоа што прво не постои култура од 80 како што била на пример 80-90 години до 2000 година, у која што младите, најмладите, оние тинејџери, адолесценти иделе, значи слушале таков тип на музика, доаѓале на концерти. Сега не постои таа култура, затоа е некако тоа како да замира. Останати се на сцена некои навистина да кажам така баш ентузијасти кои што со своји средства се обидуваат некако да преживеат у целава оваа ситуација. Промоцијата беше со комбиниран карактер. Присутните уживаа во акустичниот настап во живо. Сепак, најверни поддржувачи на она што го работат 4 момци од групата се нивните родители и другари. High Control, едва и чекам да ги слушнем песмите. Само 4 ги знаем од новиот албум. И јас сум најголем фан, мислим, и само чекам, не сум ги слушнала и тоа ми е паметот да ги слушнем. Групата постои неколку години. Тоа е рок. Ја го сакам рокот, сега народна не можам да смислим да слушам народна, постава ми се дива. Само забавно. Кога бевте помлади, што се слушаше повеќе? Забавно. Татко ми слушаше Стариевски, Кирил Манчевски, а ние, Драга Михајловја, Мијалковски. Од Джаклиева, па Аба, група од Срански. И многу беше тогаш. Забавно. Значи, младите забавно, а старите народна. А сега некако е преплетено тоа. Турбо фолк. Забавното некако, мислим, рокот слабо. Има квалитетна музика, само овдека не се слуша тоа многу. Ама ја го слушам. И ќе го слушам. High Control, па едно од најдобрите топ 3 групи у Македонија, алтернативни рок. Ја мислим тие се гордост наша, наш бенд, светски квалитет. Од Тетово не може да има нешто што е лошо, поготово бенд кој пропагира таква музика која што јас сакам и како што се надевам многу луѓе сакаат, тоа е рокот и ги поддржува многу, ми е мило што ете малце почиња да се развија и тој сегмент од музикава, нема само оваа популарна сцена, знаете што е. И ја дојдов малце да ги поддржим овдека, да уживам у нивниот најнов албум. Групата на музичката сцена обстојува 7 години. За High Control може да се каже дека е светско, а наше. Ой,